Добро дојдовте во новото издание на Фактор магазин. Јас сум Гораш Чомовски, а во наредните 30 на минути ќе разговарам со двајца мои согодници. Првиот е Стео Пендаровски, национален координатор за НАТО. Денуве актуелна е мислата на старите што велат: дајте му на човек власт, па ќе видите каков е. НАТО е еуфоријата очигледно никако да стигне, а во меѓувреме се поише и се поочигледни се критиките адресирани до владата во однос на вработувањата. Добро вечер за Стео Пендаровски. Добро вечер. Господин Пендаровски, никако да стигне еуфоријата од НАТО и фокусирани околу членството во Алијансата, како да заборавивте на девијантните појави: корупција, непотизам, владење на правото. Вака го замислувате практикувањето на власта? Ја можам да зборам само за оно за што сум платен. Као национален координатор за НАТО не можам да зборам за ништо друго, освен за нашето приближување кон Алијансата. И мислам дека апсолутно, а во владината структура. Значи, она што можам да го кажам е што конечно после скоро 3 децении дојдовме на самиот влез од Алијансата, практично станавме де факто земја членка и во нареднава година или помалку од година очекуваме да го формализираме тоа членство. И тоа е она што е најважно. Еуфоријата во однос на НАТО не гледам дека трае подолг период. Тоа се должи веројатно на фактот дека ние сме 26 години со намера политичка јасно изразена низ декларацијата на парламентот да бидеме членки на НАТО и што 20 цели години сме формални кандидати за членство. Веројатно низ годините, особено после Букурешкиот самит, тој ентузијазам спласна кај обичните луѓе. Но сепак мислам дека беше на еден пристоен начин одбележан чинот на кревањето на знамето на НАТО пред владата. И не верувам дека тоа ќе трае понатаму не знам колку, тоа беше заврши и беше предуслов да се зафатиме со внатрешните проблеми кои се неспорни, кои постојат и за кои владата практично и доби најмногу мандат од 2016. Верите дека на пристоен начин беше одбележувањето на за членувањето во НАТО, меѓутоа на церемонијата него видов поранешниот претседател и премиер Црвенковски. Имаше образложение колку што видов од неговиот кабинет дека тој не присуствува на јавни настани. За вас е тоа нормално? Јас мислам дека требаше да присуствува. Мислам дека поранешен претседател, кога е веќе поканет на една манифестација, при што се одбележува де факто влезот во членство во едно од двете стратешки цели, значи Европската унија и НАТО се две најголеми надворешно политички цели кои ги имаме од независноста до денес, практично немате добро образложение да не се појавите. Тоа е мојот став. Дали ова порака дека не се согласува можеби со политиката која води премиерот Заев? Јас мислам дека станува збор за сосема други лични мотиви, кои немаат никаква врска со политиките и на Заев и на владата предводена од СДСМ. Впрочем, неговиот став во однос на Преспанскиот договор и во однос на референдумот кој беше во септември, имавме прилика да го читаме, имаше соопштенија на неговиот кабинет во кои јасно вели дека ќе гласам за и кажува зошто. Иако има одредени резерви. Не можам да го знам тоа. Господин Пендаровски, иако стратешка определба е НАТО и Европската унија, се уште во македонската јавност постои анти-НАТО расположение, не само меѓу јавноста, туку и меѓу политичките фактори во земјава. Како вие ќе се справите, говорам како влада, во однос на прочистувањето на тоа анти-НАТО расположение, особено во безбедносните структури, АРМ, МВР, разузнавачките агенции? Тука има две нивоа практично прашањето. Анти-НАТО расположение во генералната популација, што е легитимно. И тука ние мислам дека стоиме одлично, бидејќи последните анкети кажуваат дека имаме помеѓу 82 и 85% за влез во НАТО под овие услови. Значи тоа е една од најголемите процентни поддршки, да ги наречам, на било која земја членка која во посткомунизмот станала членка на Алијансата. Поголема само имаше поддршка во населението Албанија, кога стануваше членка. Значи, повторувам, легитимно е и со нив се изборивме и за време на референдумот и претходно и потоа за време на уставните промени, бидејќи пратениците се глас на народот, глас на граѓаните и знаете дека 80, односно 81 човек гласа за. Ова што го кажувате е една компонента на тоа анти-НАТО расположение. Прашањето е дали вие имате во вториот дел во службите, дали вие имате анти-НАТО расположение или антизападно расположение како лично убедување и дали тоа се рефлектира на вашата работа. Ако се рефлектира, тоа е недозволено. Значи, ваш став е наспроти таа алијанса. И ова второто што е полошо, ако сте платени да работите така. И со тоа мораме да се справиме веднаш.
Јас не можам да излегувам со бројки и со проценки, меѓутоа јасно е дека постојат и такви луѓе во нашите безбедносни и разузнавачки структури и НАТО нема да ни дозволи пристап до нивниот заеднички информациски систем во кој се споделуваат информациите на сите сојузници, ако ние немаме кредибилни луѓе со интегритет од оваа страна, да кажам, на компјутерот. Значи, не само што ќе дадеме во тој систем, туку уште повеќе што ќе примеме, бидејќи Македонија е мала држава, ние не можеме многу квалитетни информации во оваа сфера да продуцираме, меѓутоа глобалните сили на чело со САД и тоа како има што да ни понудат во тој дел и ние мораме да имаме луѓе кои ќе ги примаат тие информации, ќе ги обработуваат и ќе ги проследуваат до државниот врв со предлог мерки кои се апсолутно за Западната алијанса, а не наспроти неа. Република Северна Македонија за прв пат седна на столчето заедно со 29 членки на алијансата. Како Република Северна Македонија ќе се однесува во однос на мигрантскиот бран? Делот, имајќи во предвид дека дел од членките ги затворија границите за бегалци или ќе ги затвори? Ние мораме да ја следиме заедничката политика која алијансата во тој дел ќе ја има. Ако ја нема, ќе треба да ги штитиме нашите национални интереси. Што значи тоа? Ќе ги отворите вратите? Тоа значи дека ако бегалците дојдат на наша граница, претходно поминувајќи две членки на НАТО, ние ќе мораме да ги пропуштаме понатаму, бидејќи тоа не е зависи од членството во НАТО. Зависи од прифаќањето на сите меѓународни конвенции кои велат дека вие сте должни, ако дојде некој на ваша граница, да му пружите секаква помош. Од здравствена до место кај што ќе преспие и така натаму. Дури ако престојува подолг период и да се поведе грижа и за малолетните деца, односно лица ако ги има. Значи Македонија не може да оди наспроти меѓународните конвенции, сосема независно дали е членка или не е членка на алијансата. Но повторувам, ако членки на алијансата пропуштаат свесно, несвесно, сосема небитно, или се немарни во однос на блокирањето на трговците со луѓе кои ги има, и дозволуваат тие луѓе да дојдат до нашата граница, вие не можете да ја затварате границата. Значи, херметичко затварање на границата е недозволено по сите меѓународни конвенции. Ни престојат избори за шеф на државата. Дали Стево Пендаровски ќе биде идниот председател на Република Северна Македонија? Тоа ќе зависи од граѓаните, а ќе заврши претходно од владеачката коалиција која треба да ме номинира на таа позиција. Значи, да ве номинира или ќе се номинирате? Тука постои една, ја мислам, недоразбирање, предпоставам недобро објаснета ситуација. Значи, постојат според статутот на владеачката партија два начина да влезеш во изборна трка за кандидатура. Едниот е себе си да се промовираш или само кандидирање, а другиот е да те предложат општинските организации на СДСМ. Јас предпоставувам дека сите овие имиња што се вртат, и тие 3, 4 и 5 имиња не се спорни, дека се во некаков круг на консидерација, на размислување, како потенцијални кандидати, дека ја предпоставам сите ние ќе бидеме предложени од некој од општинските организации. Се разбира, ви кажам во моје име, ако не бидам предложен баш од ниједна општинска организација, рокот истекува некаде крајот на оваа недела, се разбира дека нема да се само кандидирам. Ако немате поддршка од поголемиот дел на владеачката структура, од таа теренска структура, од членовите, гласачите на таа политичка партија, илузорно е да сами се кандидирате и одите на шалтер, велите и ја можам да бидам кандидат. Што, меѓу другото, меѓу редови сакате да кажете дека погрешна е, например, одлуката на професорот и екс-амбасадор Георги Филипов? Не велам дека е погрешна, велам дека ја не би направил така. Значи, и тоа тука станува збори за ВМРО-ДПМН, колку што слушаме од медиските извештаи, постојат наводно 8, 9, 10 луѓе, од кои 1, 2, 3 евентуално имаат сериозни шанси бидејќи се долги години во таа структура или имаат изградено еден јавен профил кој гарантира дека може да добијат поддршка од таа политичка партија. Сите други се или обични членови или се непознати за пошироката јавност. Да не забораваме, за претседателските избори Македонија е една изборна единица. Значи ве гласаат сите луѓе во оваа држава, сите полнолетни. И вие без профилиран јавен исказ, израз, не знам како би можеле туку така да се пријавите, да се работи за некаква функција во местна заедница, па евентуално, меѓутоа за председател на држава, да отидете во структура во која претходно не сте биле или од дома аплицирате или онлайн, не верувам дека шансите се многу големи. Но тоа е моје размислување. Пендаровски, според неколку објавени анкети, речиси секаде котирате релативно добро и можеби ве сметаат за еден од фаворитите за иден кандидат за председател на Република Северна Македонија. Дали ќе прифатите, доколку бидете номинирани од партијата, понудата за председателски кандидат? Тоа е, не сакам да ги коментирам анкетите воопшто, бидејќи ќе западнам во едно непринципијално коментирање и на останатите. Вистина, не сакам да го правам тоа.
А може би вие имате повеќе информации од мене. Јас денеска слушнав еден ваш настав кај што велите дека меѓу другото според ваши сознанија релативно истите гласови би ги освоиле како и претходните претседателски избори. Сакав да кажам дека во изминативе неколку години немам правено, политички гафови во мојот навен настап и дека не верувам дека ми е драстично нарушен ритмот кој имав од претходно, но тоа не значи дека се споредувам со другите. Може би има други кои се подобри од мене. Ако бидам номиниран низ ваков еден транспарентен процес, разбира дека ќе ја прифатам номинацијата, бидејќи тоа ќе значи дека не само СДСМ, него над 20 партии кои чинат таа коалиција се заедно на власт со СДСМ, или власта предводена од СДСМ ви дава поддршка, или најголемиот дел од општинските структури на таа политичка партија ви даваат поддршка, и тоа навистина представува чест. Значи, во таква ситуација не само јас, не може никој да одбие таква понуда. Значи, вие би можеле да бидете едниот консензуален кандидат за претседател? Ја мислам дека за тоа станува, не знам до кај се тие преговори, тоа е исклучиво надлежност на врвовите на политичките партии кои чинат владата и албанскиот и така наречениот македонски дел. Не можам да коментирам, немам никаква информација. Меѓутоа, консензуален претседател може да биде владин, консензус во рамки на владата, може да биде консензус меѓу 2 или 3 партии. Знаете, дали е некој конечно никогаш не може да имате консензуален претседател во смисла дека сите баш ќе ве гласаат кога излезете на избори, така што може да биде коалициски договор за еден, друг или трет кандидата. Не верувам дека може баш фул консензус да се направи и да рече освен овој и сите стоиме зад него. Ги слушам тие тези дека досега во македонската политичка историја од независноста до денес никогаш не сме имале претседател кој бил почитуван од двата големи блока, да ги наречам, на политичката сцена. И лошо е што не почитувате, ако било тоа низ фер процес, ако не го признавате поразот. Меѓутоа, мислам дека е логично да имате и различни размислувања. Да кажете, не сметам дека тој е и мој претседател. Тоа е убавината на демократијата. Не мора сите да стојат зад вас. И пред изборот, и после изборниот. Знаете ли што имате заедничко со Никола Димитров? Работевме во кабинетот на Борис Трајковски еден период, ако е тоа. Добро, тој би можел да биде едниот можен баш против кандидат? Не е коректно да ги коментирам поединечно, бидејќи и останатите кои се во најтесниот избор и чија поддршка се проверува кај граѓаните, ми се пријатели и соработници долги години. Да не заборавам, јас не сум член на политичка партија, меѓутоа од 2011 сум практично на сите избори од 2011 до денес со СДСМ и ги знам, и Оливер Спасовски, и Радмила Шекеринска одлично ги сметам за пријатели и не е било коректно да издвојувам било кој од нив. Постои ли опасност за пропаѓање на изборите, за претседателските избори, имајќи во предвид дека цензусот е 40%? Јас пред некоја емисија мој соговорник беше професорот по уставно право Шкарич, кој во првиот мандат на Ѓорги Иванов беше и негов советник, кој меѓу другото рече дека многу тешко ќе биде да се постигне потребниот цензус од 40%. Може ли да се случи во првиот круг СДСМ или власта предводена од СДСМ да извојува победа, а потоа ВМРО ДПМН да ги оценат како изборите како нелегитимни? Можно, меѓутоа околу битката за цензус, како ја нарекуваме, може само во еден случај да нема цензус. Тоа е отприлика околу 720.000 луѓе да гласаат на изборниот ден, тоа е 40+1. Може само ако опозиционата партија тивко бойкотира како за референдумот. Поинаку не. Како за референдумот, таму имаше друг цензус и други прашања, меѓутоа можно е, бидејќи без тој голем блок на македонската политичка сцена, практично е невозможно да дојдете до таква излезност. Јас се надам дека нема да го направат тоа, бидејќи тоа би било есенцијално недемократски чин. Кога последен пат сте имале среда со премиерот Заев? Имавме практично, освен на знамето вчера, предходно имавме министри од Хрватска, од Словенија кои доаѓаат, значи имаме регуларна комуникација. Разговарате ли за гневот и незадоволството од граѓаните од начинот на кој владата ја практикува власта? Ставивте акцент пред се на НАТО и ЕУ, меѓутоа како домашните задачи да ги запоставите. Сега денове премиерот рече сега ќе ставиме акцент на економијата. Знаеш што, Горас, јас постојано го велам тоа некако оправдување за ова што се случува на внатрешна политичка сцена. Навистина беше неопходно крупните надворешно политички теми да ги затвориме. Многу беше битно и за инвестиционата клима, и за сите останати реформи кои престојат, што го направивме
овој договор со Грција и што така влеговме во НАТО алијанса, практично влеговме во НАТО алијансата. Значи ја не барам оправдување од типот на моравме со ова да се бавиме, иако стварно се бавевме, иако комплетната политичка енергија отиде во таа насока, да се преспа уставните измени, особено кои траја 3,5 месеци и знаете што се случуваше за да се направи двотретинско мнозинство. Значи не е оправдување, но барам разбирање од сите граѓани околу реалниот политички момент, дека тоа навистина се случува еднаш во животот, можеби ни еднаш, да менувате устав за да промените име на државата, за да влезете во битна меѓународна организација. И навистина верувам дека на сега сите сили на владата, предводена од премиерот, бидејќи тоа е моторната сила на владеачката коалиција без дилеми, ќе бидат насочени кон на економски план. Во тој дел. Инаку околу тоа дали премиерот дали разговараме со него. Заев е премиер во историја на Македонија кој е информиран за се, буквално бидејќи комуницира дневно на мобилен со сите обични, да ги наречам гласачи или граѓани, жители на оваа нова земја, и него не треба посебно да му кажувате дали знае што се случува. Ние сме имале случаи и порано, особено во 90-тите, кога ги немаше социјалните мрежи, кога бевме за самите зачетоци на демократскиот процес, политички раководства кои знаеа да изгубат контакт со реалноста, Заев не е од тие. И мислам дека тоа го покажува и во вчерашната изјава во однос на овој последен бран на така наречени непотистички вработувања. И на самиот крај, Стево Пендаровски се гледа како председател, како министер или како иден амбасадор? Предпоставам на што алудираш. Постојаат неколку медиски шпекулации дека ако ја не бидам, не знам, кандидат за председател, дека ќе добиам некоја утешна награда. И тоа не е само за мене, тоа се случува со сите луѓе кои сме во најтесниот круг некој на размислување за кандидатура и во другиот блок, и не само тука. Можам да ви кажам дека не само што не се правени такви разговори, него никогаш и ја колку што знам нема ни да бидат правени, не заради мене. Ниту еден од останатите мои уважени колеги, потенцијални кандидати, не размислува во таа насока. Ако не ми го дадеш ова, ќе ми го дадеш ова, иначе не знам што ќе направам. Значи тој тип на политичка трговија мене лично ми бил туѓ од која знам за себе и така ќе остане. Зошто клучните политички партии, најголеми, никако не може да најдат заеднички јазик или консензус по стратешките прашања, речи си 28 години. Зборуваш за опозицијата и опозиција власт. Морам да ти кажам дека јасно ми е од прилика. Тука има лични мотиви на главните носители на моќта во двата блока. Имало врска тоа во минатото. Мисля дека сега ќе биде исклучок и се излажав. Зашто станува за толку крупно прашање, зборувам за договорот од Преспа, и договор за кој и на политичките и дипломатски лаици ми е апсолутно јасно дека не можеше да биде подобро изведен, и сите знаат, и политички полуинформираните, дека за тој договор стојат најголемите сили на светот. Значи, сиот оној компромис, да не го повторувам, што ние добиваме во договорот, што Грција добива, е направен под директно, освен директните актери, се разбира, преговарачките тимови, пред се премиерите на двете држави, меѓутоа под директно супервизорство на САД, на Германија, на Велика Британија, на Франција. Значи, во таква ситуација јасно ви е дека малата Македонија не може многу да излегува надвор од рамки, и мислам дека тука може да се најде заеднички јазик. И последно, навистина мислам дека вчерашниот чин на кревање на знамето пред зградата на владата беше идеална прилика и лидерот на опозицијата да биде тука, сите луѓе кои објективно низ годините биле за таа наша евроатлантска интеграција. Ви благодарам за разговорот. Волам. Почитувани гледачи, тоа беше Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО и иден можен кандидат за шеф на државата. Тука правиме мала пауза за реклами, а по рекламите мој втор вечерашен соговорник е Трајан Гоцевски, првиот министер за одбрана и професор, поранешен декан поточно на Филозофскиот факултет. Следете. Од осамостојувањето па се до денес, речи си, еден од главните приоритети на сите влади беше членство во НАТО и Европската Унија. На оваа тема ќе разговарам со првиот министер за одбрана Трајан Гоцевски и декан на Филозофскиот факултет. Ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Господин Гоцевски, не ве видов на предвлада за кревањето на знамето на НАТО. Не ве поканија или немавте време да дојдете? Па сега видите, прво да честитам на Република Македонија, на граѓаните на Македонија, на сите институции и поединци кои придонесоа за да се случи тој чин, знамето на НАТО да го видиме пред нашата влада. Ќе ми беше драго да бев там, но не бев поканет, веројатно немало многу места.
Ке ми беше драго да бидам, затоа што фактички ова вие што го спомнавте, тој пат 27 годишни што годиме, започна некаде од 18 мај 1992 година, кога првпат официјално Советот за безбедност на Република Македонија донесе заклучок на мој предлог дека нашата трајна стабилизација и безбедност ја градиме врз колективните системи и членството во НАТО и трае до денеска и се надевам дека да сме здрави и живи оваа година да го привршиме тој процес и да станеме членка на НАТО. Гоцевски, дали Македонија може да се надева на континуирана стабилност како членка на НАТО, дури и по цена, ако се соочуваме или се соочиме со некакви внатрешни политички, меѓуетнички проблеми? Секој пат сум кажувал дека за надворешната стабилност, односно за спречување на надворешните извори на загрозување на секоја земја, клучна е внатрешната стабилност. Од тука влегувањето во НАТО, согласно член 5 од Вашингтонскиот договор, значи ние црпиме услуги од сите 29 земји членки на НАТО, тоа значи дека ако некој од надвор изврши агресија или сака да го направи тоа значи дека тоа е напад на НАТО, одбраната од сите членки на НАТО и тоа на некој начин дава долготрајна стабилност, безбедност на државата, не само на нашата држава, но и на регионот. Меѓутоа, оно што се однесува до внатрешната стабилност, почесто сум го спомнувал, таа е клучна и таа доколку ние самите не си ја уредуваме, доколку не создаваме институции кон кои граѓаните ќе бидат лојални и доколку не направиме функционална држава која што сите граѓани ќе ја чувствуваат како своја или најголем дел ќе ја чувствуваат како своја, тогаш НАТО може да помага, НАТО и досега во овие 28 години речиси ни една криза не ја поминавме без учество на НАТО, тој може да помага, но нашите внатрешни проблеми во крајна инстанца треба сами да си ги решаваме. Не може НАТО да не ги решава. Во однос на внатрешните проблеми, малку ќе ве вратам наназад. Во 2015 година со вас правев интервју за веб порталот Фактор. Тогаш актуелно беше објавувањето на така наречените бомби од страна на СДСМ и тогаш изјавивте: бомбите на Заев не се причина за нашата денешна криза. Во заблуда сме ако така мислиме. Централен приоритет е да се модернизираат партиите. Допрва треба да се формира модерна, професионална, честна и компетентна политичка елита. Па тоа го мислам и сега, бидејќи ние сме повеќе партиски систем, во принцип повеќе сите партии се политички субјекти кои што се борат да дојдат на власт и да остварат одредена политика. За да таа политика биде модерна, да биде транспарентна, да живееме во правна држава, кај што во принцип ќе имаме институции кои што ќе ги служат граѓаните, а не обратно, за да имаме поделба на власта и да се почитува тоа, за да имаме повеќе демократија, значи потребно е да имаме пред се прво модерни партии со политички елити кои што ќе бидат од понов ков. Значи тие кои што ќе водат прагматична политика, политика на возможното и кои што ќе може да се вклопуваат во сите овие глобални движења на кои што ние не можеме да одолееме. Ние сега живееме во еден свет кој постојано се да речам глобализира, но и светот постојано се модернизира. Модернизацијата во општеството на некој начин тргнува од политичките субјекти, бидејќи тие кои ќе освојат власта, значи тие во основа ги пополнуваат државните функции, ги водат државните институции и од тука оттаму произлегува дека ние мора да создаваме прво модерни политички партии, мора да создадеме политичка елита која што ќе биде препознатлива и која што ќе дава добра понуда на граѓаните, но и добра понуда да ја води државата во една нагорна линија, значи да не води, што се вели, кон една европска економски просперитетна политички стабилна држава. Без тоа не може да има промени во општеството. Се уште обстојувате на ставот дека на Македонија е потребно политичко партиско прочистување? Па мора од некаде да почне и секој пат јас кога зборував за бомбите дека тие не се факт, тие се последица фактички на еден долг период кога институциите во основа се злоупотребува за недржавни цели. Јас во една пригода кажав уште една реченица многу битна за мене, а тоа е ние прво самото дефинирање на тој процес на незаконско следење на комуникациите, ние го погрешивме во самата дефиниција. Велиме илегално биле прислушкувани толку и толку илјади граѓани.
Не може илегално да се прислушува во институција која е државна институција par excellence, како што е УБК. Таму работеле професионалци кои се именувани од владата или од собранието уште повеќе, значи високи функционери. Значи, опремата е државна инфраструктура и таа била наменета да ги штити државните интереси. Значи, ние фактички имаме злоупотреба на државни ресурси за други цели, не за државни цели. За приватни бизнес цели, не знам за кои не нагаѓам, бијајќи не знам, но едноставно ми е јасно дека во принцип станува збор, значи, за злоупотреба на државни ресурси за други цели. Тоа не може да го прават модерни политичари кои што доваѓаат од модерни политички партии. Јас овде ќе кажам дека не само политичките партии и ние како граѓани имаме еден сериозен проблем. Јас исто тоа сакам да го спомнам, дека ние во нашата 3 децениска плурална демократија не успеавме да создадеме една политичка култура која што ќе застанува зад лидери. Еве, земете ги председателите на Република Македонија од покојниот Григоров, па се до председател Иванов. Ние не се создаде некаков консенсус кон него како шеф на државата, како татко на нацијата, но секој пат едни го признаваат, други не го признаваат. Кој е во опозиција го признава, кој е во опозиција не го признава, кој е на позиција го признава. Немав намера да ве прашам во однос на председателските избори, меѓутоа бидејќи ги спомнавте профилот на шефот на државата, каква личност на Македонија е потребна за председател на Македонија? Еве се враќаме сега на тоа. Значи, ние мора да имаме прво личност со висока интегритет, значи компетентна личност со широки познавања. Тоа не може да биде личност од некоја потесна област. Тоа треба да биде личност која обединува, бидејќи ако се земе нашиот уставен систем, председателот во услови на повеќе партии, бидејќи партиите има легитимно своји интереси, значи председателот е тој кој што ги обединува сите граѓани. Значи тој треба да биде обединител. Значи председателот треба да биде таа кохезиона функција, бидејќи кај нас нели председателот е институција, така е по уставот. Значи тој како институција треба да го интегрира македонското општество и да го води кон поставените државни цели. Тој врховен командант, меѓу другото. Затоа е и врховен командант на вооружените сили. Затоа председателот кај нас има, иако во Македонија има дебата дека тој нема овластувања, напротив, бидејќи уставот се правеше, знаете, во 91 година кога председател беше господинот Григоров, и тогаш горе-долу уставот се кроеше кон неговиот габарит на личност. Значи нас ни треба една таква личност. И тогаш се дадоа поприлично овластувања. Значи тој има овластувања во меѓународната политика. Значи, вие знаете дека има изворедно и околу кроењето на меѓународната политика, спроведувањето, но и околу кадровското екипирање на нашата дипломатија, што не е мала функција, освен нели за вооружените сили. Понатаму, тој има во правосудството, значи тој делегира своји луѓе, предлага судии во Врховниот суд и ми се чини во Уставниот сигурно, во Врховниот и не знам дали во судскиот свет, мислам тамо не. Понатаму, има една многу интересна економска функција која што обично граѓаните не ја сваќаат. Кај нас гувернерот на Народна банка, кој е исклучително, Народна банка е исто институција par excellence, значи таа е единствена, значи централна емисиона банка. Таа има многу значење, значи за ценовната стабилност, за курсот на денарот, за макроекономските токови во државата. Тој се бира на предлог на председател на државата. Тоа не е мала функција. Значи, сакам да ви кажам дека нашиот председател има овластувања, но сега зависи од профилот на човекот кој што ќе го практикува тоа и како тој ќе се вклопува нели во една таква ситуација. Во крајот на краиштата председателот извршната власт ја дели заедно со владата. При крајот на разговорот, нато на неколку наврати става акцент од потребата од градење на мултиетничко општество. Дали законот за употреба на јазиците е во насока на градење на мултиетничка држава, односно за консензус или за градење на мирни меѓуетнички односи? Македонското општество ќе биде толку покохезивно колку е тоа повеќе мултиетничко, колку повеќе тоа е создадено врз принципи каде што сите граѓани ќе имаат равноправен пристап до јавните добра, до јавните услуги, до државната администрација, до државните ресурси и до толку повеќе тие да се чувствуваат како државјани на таа република.
Сакав да кажам дека многу пати сме дискутирали во стручни кругови, кај нас не се испитува лојалноста на граѓаните кон државата. Има еден факт дека тоа се прави во Стокхолмски институт за мировни истражувања и така натаму, стотина параметри се следат и од време на време се оценува, да речеме, колку проценти од граѓаните се лојални кон државната политика, државните институции, па и кон носителите на јавни функции. Сега, бидејќи ние сме мултиетничко општество, ако сакаме, бидејќи внатрешната стабилност зависи од тоа колку повеќе граѓани се лојални кон таквата состојба во државата, тоа значи дека државата треба да обезбеди права на сите граѓани или на најголем број на граѓани за да станат лојални кон државата и тогаш таа држава е стабилна, просперитетна и на долга патека не ранлива како, да речеме, институција. Вие имате напишана една книга околу сите кризи досегашни во Македонија. Во кој период Македонија била во најделикатна фаза? Токму тоа јас ги резервотував 5 кризи во кои помина Република Македонија. Ќе спомнам, значи најкритична беше првата криза. Значи тоа беа преговорите околу раструјето на Југославија, предлогот да се подели Македонија, предлогот имеката Македонија да не биде како употребена во името на државата, тоа е Лисабонска декларација која се донесе во јуни 1992 и до запишувањето на Македонија во Обединетите нации под привремената референца, бидејќи меѓувреме стана и грчкото ембарго и во тој период, значи покрај економскиот колапс, ние не бевме евидентирани, ние бевме територија. Не беа признати границите во тој период, знаете, а услов за држава е да има заокружена територија со признати граници. И ние бевме, како што би рекол народот, ни на небо, ни на земја. И затоа привременото наше запишување во Обединетите нации под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија беше да се одбегне состојбата кога на една територија е прогласена држава, а држава која што ги нема горе-доле основните постулати кои што предвидуваат таа да функционира како држава. Тој период беше најлош и најкомплициран и мислам дека вие знаете дека во еден период грчки авиони може да 50 на пати не надлетува над главите. ЈНА исто така ни се закануваше на секој чекор. Знаете, имаше снайперисти на домот на армијата кои беа насочени кон председател на држава, владата и така натаму. Значи, тој период беше најтурбулентен и најопасен за Македонија. Втората криза е, ние имаме 99-та бегалска криза, после ние имаме 2001 имаме вооружен конфликт. 2001 за нас беше најкритична година и мислам дека тогаш, благодарение на многу работи кои што се случија во Република Македонија, јас сада не испада дека се фалам, бев член на Советот за безбедност на Република Македонија и бев еден од потесните советници на председателот Трајковски, успеа да победи една линија во Советот за безбедност, а тоа беше да не се отворен меѓуетнички сукоп во Република Македонија. Мислам дека ако се одеше кон тоа и ако некој бараа да има воена разрешница, нели, преку сила, јас мислам дека тогаш Македонија беше на работ, значи на обстанок. Со надминувањето на таа криза, веќе ние сега фативме нов курс. Вие знаете дека тогаш следуваше партнерството стратегиско со Соединетите американски држави, следуваше процесот, нели, на завлегување во НАТО, тоа беа плановите за членство во НАТО. Ние имаме 17 такви планови кои поминаа во НАТО, заклучно, нели, до официјалното кревање на знамето сега во НАТО, и ние после влеговме во некои токови кои што во основа ја стабилизираа државата од надворешни, да речам, проблеми, ама внатрешно си направивме неколку удари или автоголови си дадовме. Јас сакав да ја работам и оваа криза која почна 2007-2008 со економската, после стана голема политичка криза во Македонија. Имаме 2 упади во собранието кои што за нас се многу негативни во меѓународната заедница. Имавме и некои други работи кои што се случуваа, значи, во Република Македонија, и мислам дека и овој последниот период беше доста турбулентен, иако државата не беше во криза, бидејќи ние веќе се етаблираме како независна држава на овие простори. Затоа членството во НАТО за нас е клучно, но клучно е со решавањето на името со Грција обезбедуваме за членување во Обединетите нации по полправен меѓународно правен капацитет, значи стануваме суверена држава со своји граници и така натаму, и отвараме преговори со Европската унија. Значи имаме 3 магистрали кои што ги решаваме со оваа спогодба. Ви благодарам за гостувањето во емисијата.
Ви благодарам и на вас што ме поканивте. Почитувани гледачи, тоа беше Драјан Гоцевски, првиот министер за одбрана во Република Македонија. Тука го завршуваме и ова издание на Фактор магазин. Пријатна вечер од мене и се гледаме повторно за 7 дена во исто време, четврток, 19 часот и 15 минути.